Добро ни дојдовте, почитувани гледачи, во новото издание на Неделниот микс. 2 часа ќе бидат исполнети со култура и со навистина интересни гости. За почеток, денеска во студиото ќе има можност да разговарам со еден од најпретпознатливите, највпечатливите автори на домашната музичка сцена, музичар, композитор и режисер на видеоспотови, човек кој со години активно го креира македонскиот поп звук. Поводот за неговото гостување е неговата нова песна "Ти", со таков наслов, и токму во продолжение ќе имам можност да разговарам со Александар Ристовски Принц. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов. Фала на поканата. Исклучително ми е големо задоволството што денеска имаме можност да ве гостиме денеска тука во Неделниот микс. Пред се честитки за новата песна, насловена "Ти". Еве, баш и спотот ќе имаме можност да го погледнеме. Па ете, кажете ни нешто повеќе за самата песна, значи која беше првичната идеја, инспирација и која е всушност незината главна порака? Па, искрено инспирирана, мислам, не инспирирана, туку посветена на мојата ќерка, Стефанија. Иако беше наменета за друг да ја пее, меѓутоа, ете нешто се деси, се изјалови. И така, ако ќе се случи нешто, мене ми е знак, секој е лошо за добро. И викам, значи, оваа песна за мене била. И јас ја снимив. Многу е впечатлив самиот спот и вие, покрај тоа што режирате спотови, многу обрнувате внимание на видеото, не само на аудиото, туку и на она визуелното. Колку е всушност важно тој дел? Секако дека е важно. Луѓето сакаат и да видат и да доживеат, за нешто да се види и доживее, секогаш мора нешто да биде поразлично од секојдневие. И така, обично секогаш бараме некои локации кои што се скриени, кои што ако немаш љубопитно око, може нонстоп пред нос да ти бидат, да не ги видиш, или некои разрушени места, нешто што ќе даде димензија плюс на она што е музиката. И кога почнувам нешто, никогаш не знам кај ќе отиде целата работа. Едноставно идеш по некоја интуиција, знаеш, чувствуваш. Постои некој повик кој што мора да го чуеш и да не скршнуваш, едноставно идеш. Тоа што спомнавте вие, не може секој да ги најде тие места. Еве спотот навистина светски изгледа. И самата локација. Ова е катна гаража. И тоа е до ГТЦ катната, измеѓу ГТЦ и ССМ, Разловечково стание. Од надвор најнормална катна гаража, меѓутоа тој премин, ова е 2 метра е само растојаниево, тука процепов. И е, ако идеш пешки измеѓу нивоата кај што идат коли, и само тогаш ќе можеш да го видиш. Иначе ако поминеш со колата нема да го видиш. Преинтересно. И така, тука ја снимивме новогодишната емисија која што идеше на ТВ24. Мислам дека супер излезе со 16 камери, 20, не знам со колку снимавме. Многу танчерки имаше, многу бендови, Fiction, Калиопи, Мизар, Кристина Арнаудова, Даниел Дан, значи стварно беше многу ладно, ама 70 луѓе се собравме и ја споивме енергијата сите и многу брзо завршивме се. Ти, како нова ваша песна, се чувствува тој ваш препознатлив стил, препознатлива мелодија, но и доста модерно, доста ново, па оне ваш музички израз, секогаш ли сакате да го задржите или експериментирате? Па не знам, мора да има предизвик. Мора да не знаеш што ќе се случува и да малце да згазиш у непознато. Значи, у 6 мини не сум правил песна и јас никош не сум бил така кон Тото, кон Стив Лукатар. Моите сите другари од моето најблиско друштво се онака Тото фанатици и сме се расправале за тоа. Ама викам, дај малце сепак, мислам, јас сум свесен за нивната вредност и се, а викам ќе направам нешто што можеби ќе мириса на Тото, на Стив Лукатар. Можеби, еве и со ова интервју некој што ќе го чуе, ќе прогугла Тото, Стив Лукатар.
и ќе научи нешто ново, тие што не знаат. Секогаш треба да се учи, нели? Нормално да, е тоа. Ќе отсвириме нешто, може? Па ќе цвириме после, не. Ајде, добро, кога ќе ви дојде вас, слободно. Принц, во однос на самиот процес, сега ние гледачите го гледаме финалниот производ и на песната и на спотот, но од идеја до сето она што треба да се реализира, колку всушност труд и време е потребно? Многу труд, но брзо работа. Она што ти кажав, треба да го чуеш повикот. Некогаш тој повик е наслов, некогаш е мелодија, некогаш е само риф некој или хармонија. Не знаеш што е, некогаш целокупен звук на песната што треба да се случи. Едноставно не ти е јасна ни мелодија, ни хармонска прогресија, едноставно како звук ја сонично ти звучи во глава. Некогаш па визуелно можеш спот да замислиш пред песната да ја напишеш. Едноставно било кој повик треба да го следиш и едното си се надоврзува на другото. Не знам колку имаме слободна волја во сето тоа. Едноставно иде едното со другото, поврзано се случува, да. Многу често јас ја снимам песната и после ако треба да ја пратам на некого за да ја научи, ја морам да ја чујам, за да го чујам текстот, пошто сум ја снимил директно, сум уклучил и сум ја снимил. И после пишувам што сум снимил. И тоа е интересното во секој случај. Така, необично во секој случај целиот тој креативен набој кој што доаѓа кај вас музичарите, уметниците е уникатно што се велите од еден аспект. Зависи, се што работиш мора да го работиш 100%. Значи нема шорткат. Ако речат некој, овој Джейкоб Колер не знам, генije, дека многу лесно се, не. Значи он се затварал во соба, дење, ноќе, работел, свирел. Нема такво нешто. Генije без труд, без дисциплина. Значи се што ќе работиш во животот, прво е дисциплина, па после е се друго, и талент, и така натака. Значи, мора брзо работа, ама мора дисциплина и да си на тоа 100%, значи уклучен фреквенциски, затоа што на пример ако ти е сопругата бремена, идеш во град и гледаш, леле, сите се бремени, човече. А претходно не си приметувал никого, нели? И ќе помине бремена жена на улица, ќе ја згази некој млад со кола за малце, нели? Не дека сака да ја згази, не ја гледа, он е на друга фреквенција, он не е уклучен уште у тоа, не стасал во животот до таму. Значи, музиката, ако се вклучиш на пишување песни, на креирање, на снимање спотови, искачаат работите. Значи, јас не можам да идам по улица ни 10 метри без да гледам, да дзирнам, да погледнам горе. Секој детал го приметувам. И тоа е и талент. Трудно и талент. Треба тоа чувство да се само да се сака. Значи, мислам дека само желбата е битна. Ништо друго. Ако има желба, секој може се да направи, мислам. На свој начин ќе го направи. И добро е да знае да слуша. Јас секој сум учел од своите соработници. Јас немам за режија школа, нели, за монтажа и така, за снимање. Секојаш сум учел од моите соработници. Затоа што од секого има што да научиш. Чим си го викнал, значи сигурно нешто има, некои вештини кои што ти требаат на тебе. И сум ги почитувал, сум ги слушал, сум учел од сите и сам се надоградуваш, некои грешки сам ги правиш, па учиш. Jednostavно нема калкулација. Работиш дење, ноќе и тоа е. Сега, како идат годините, само сме поефективни. Значи, немам толку празен, не правам толку грешки. Може да се деси да сгрешам текст. Но утре имам нов текст, нова мелодија, може да сгрешам микс. Ама ќе ми каже некој нешто од друг микс и го завршувам, толку. Многу убава порака некако и за нашите гледачи, можеби и за оние кои што допрва сакаат со музика да се занимаваат, па и за било која професија. Тоа значи да направиме грешка, не е страшно, ќе се поправиме утре, не треба да се откажуваме, нели? Так. Па вие може да се каже дека и навистина пред времето бевте и во вашите почетоци
Фороите жив и ден денеска е хит. И ден денеска на забави, на родендани, на радио се слуша. И во однос на спот, и во однос на песна. Фројде жив многу брзо настана. Значи, Марија пееше во една група Бум, за која што пишував тогаш. Имаа песна Јави се, само изнајди повод, но знај. Миличевиќ го снимаше спотот во Revolution, тоа бутикот. И се споивме некако со Марија, енергетски. Многу песни направивме. Значи, не излезе ни албум од Марија, ние барем 30 песни имаме направено заедно. И ја викна, отпеа, јас пеев високо, она ниско, наопачки, текстот е женски, во женски род. Немам проблем со тоа, затоа што јас во тој случај не ми е прва песна што ја пеам во женски род, бидејќи убаво е кога човек некогаш може да се стави и од женска перспектива да ги каже работите, за да можеш да ги разбереш малце жените. И така се случи. Ја не бе свесен за успехот на таа песна, бидејќи бе во војска. Спотот го снимивме ден пред да идам во војска. Многу, така у 4 квадрата снимен спот. Тројца другари собрани, јас, Мартин Трпчевски од 99 Action, Чедо Поповски, Новица и Драган Паковски, четворицата ете, и Владо Георгиев, шминка. Така си се споивме и на брзинка го решивме цел спот. А светски, еве мислам од аспект на визуелно и ден денес актуелен. Треба моментот да го искористиш и се случува тоа. Така. Ви исто така сте автор и продуцент на песната на Даниел Дан, новата песна со наслов Ке се шекнам. Што ве водеше во создавањето на таа песна? Чекај како идеш. Така нешто идеш. Па не знам, со Даниел некако ме инспирираше затоа што убаво пее, убаво изгледа, има ентузијазам, го гледам колку е онака внесен во кабарето што го работи, внимава на изглед, пази на себе, вежба, кореографии прават, значи онака мултитаскинг е кога настапува и пее и игра и тоа многу ми се допадна и јас го знам од порано, одамна на сценава, но некако видов дека сега е моментот кога можеме да работиме и му понудив, прифати, веќе третата песна ја завршивме, иако не е излезена, ќе биде, и ќе се шекнам, едноставно е една од тие песни кои што сакав некако со како и оваа, ти, таун, парадаун, тарадаун, значи да има риф, кој што, кој ќе го чуеш рифот, ќе ја знаеш која песна е. Нели? И веднаш влегува Ерик Клептон. Sunshine of Your Love. Да. И одма знаеш дека е таа песна, нели? Тоа е тоа, да. Тоа е тој пристап кој не ти треба многу хармонија, туку ти треба риф предпознатлив. И она што спомнавте, да се спојат енергиите, слична енергија која ќе се спојат. Сепак, Даниел, значи песните му ги давам, он кој ќе дојде, он додава многу во песната, во аранжманот. И никогаш не го доправам аранжманот кога го работиме вокалот, значи му давам основно со мој вокал, он после доаѓа и со своји идеи, и неговиот вокал ми кажува што е тоа што е вишок или што фали понатака во аранжманот, бидејќи сепак вокалот мора да биде на пиедестал. И многу лесно работи. Значи ние снимаме, доаѓа за 10 минути сме готови. Такви ни се снимачките сесии. Да, бидејќи не е едноставно нели да се поклопат онаа авторска визија и енергијата на изведувачот кој што ја изведува песната. А и вие тоа успешно. Од старт го осеќаш тоа. Чим веќе некој почувствува дека може да даде нешто и се нафати, веќе знаеш дека ќе биде.
Ја не сум ригорозен во однос на она што јас го имам замислено, секогаш оставам што ќе каже другиот, што ќе даде. Значи, Да. немам проблем со добра идеја, не е битно чива е, само да е добра. А Принц, дали денеска публиката повеќе реагира некако на ритам и на трендови или обрнува внимание и на текстот според вас? Па, ако гледаме биолошки, а не во моментот што се случува, човековото уво прво нешто што слуша, значи апсолутно на прво место е боја на глас. Ако му се засвиѓа бојата на вокалот, он веќе почнува да го слуша текстот. Што кажува таа боја на глас? Ако му се допадне и тоа што го кажува, тие неколку збора, ако имаат некоја смисла и го тераат уште да слуша, слуша што пее тој убав глас, значи мелодијата. На број 4 е грувот на песната, дали го вози, а број 5 може и никогаш да не дојде број 5, а тоа е дали си ставил клавир, дали си ставил виолини или си убацила гитара или какво е солото. Значи, многу луѓе апсолутно не стигаат до број 5. Уживајќи во првиве 3, некогаш ни до 4 не се стигнува, но тоа е секој на свој начин ја слуша музиката и не може секој да навлезе толку во музиката. Некои работи па ги перцепираат без да се свесни за тоа. Така да сметам дека прво е бојата на гласот, па текстот. Ако има добар текст, потоа мелодијата. И понатака. Сега, дали тоа ќе биде брзо темпо, споро темпо, и се зависи од друштвото што музика ти слуша, музиката на што те асоцира на какви дружби, дали идеш по журки, трансоици, или идеш по кафани и кои емоции ти ги тригерува. Значи, се е хемија. Едноставно, музиката се фреквенции кои што, слушајќи ги, ти прават некаква хемија ти се лачи во тебе, која што иде у мозокот ти прави задоволство или ти прави спомени, ти враќа. Значи, се е до хемија. И не можеш да кажеш ова треба вака, ова треба така. Значи, ако сум ставил превише бас, можда треба да има превише бас, тоа превишето ми прави некоја хемија. Или ако има шум тука, ако е прљаво, треба да биде прљаво у звук, затоа што тоа прљавото ми прави нешто, не знам што ми прави. Кој ќе го исчистам, ништо не ми прави. Не треба тоа да биде. Се си има своја, значи. Некои работи не можеме да ги објасниме. Така е, а ги чувствуваме преку музиката, Да, нели? да. Вие исто така и да спомнавме за спотовите и за визуелното, освен за себе, режирате спотови за други. Па така имавте одлична соработка и со Калиопи на песната Знам заедно со Желко Самарџич. Тој беше наистина многу убав спот кој што вие го режиравте, исто така на Павле Камиловски спотот го режиравте. Па кажете ли за тие соработки, колку е всушност поголема одговорност, ако може да се каже, да се создава, да се креираат спотови за други артисти? Па се е одговорност. Пред се одговорноста е пред себе. Пред се одговорноста е пред себе. Мораш прво да правиш нешто што тебе ќе ти се допадне. Секогаш е прашањето дали е авторот прв или е слушателот или гледачот прв. Секогаш е слушателот или гледачот, бидејќи авторот е првиот слушател и гледач. Значи мора да се постави во улога на гледач и слушател. За Павле, па мислам дека сите спотови на Павле што се, не знам колку се. А сите ги имате режирано? Сите, да. За Калиопи десетина сигурно. Последен беше кој беше последниот? Значи не бил Знам, може и некој после тој. Да, Знам беше пред 2 години, нешто така, да. Па сега и тука беше и за новогодишната со Парен парче, Калиопи. Значи спотови се многу за албанска сцена, значи над 1000 спотови се што сум ги работил. Одговорноста е голема бидејќи спотовите коштаат. Сепак многу екипа, ангажман, идење на локации и нема тука утка. Значи чим влегуваш во една инвестиција,
а тоа е време, луѓе, екипа, ти си ги ангажирал, нема пупу не важи, значи мора се да биде организирано и се да има резултат. Можеш после малце да подесуваш ваква монтажа, таква монтажа, да додаваш, па дури некогаш многу ретко се десило да доснимам нешто или да преснимам тоа. Да ме прашаш кога се случило, не можам да ти кажам, ама возможно е и тоа. Луѓе сме, но сепак се има одговорност. Така. Ама јас додека не ми се допаѓа нешто, ја не стискам рекорд на камера. Нема ај сега не ми се свија, ама ќе видиме после. Не. Ако гледам не е тоа, нема рекорд. Значи, а брзо работа. И тоа е многу важно. Па така, не знам, се снаоѓа. Одма основни некои работи знаеш како треба и што сега над тоа основното, ајде да видиме што плюс да направиме за да не е толку најосновно. Меѓутоа да не губиш време на основните работи, нели? Тоа светло таму мора да е таму за да ти е контра да ти исцрта убаво, нели, како што седиш. Мора да имаш тука предно светло. И овие малце странично, уствари овие се предни. Значи, не мора сега да размислуваме што треба да биде, како да биде, нели? Да. Треба да се подготвено. Па некои работи сега знаеш, ги знаеш махинално, да кажем, ги решаваш брзо. Така, ви исто така сте водител, токму на музичка емисија која што се емитува на телевизија 24 и креатор сте на топ листа исто така, на музичка топ листа. Па, дали имате чувство дека вкусот на публиката се менува од она кога сте почнувале вие до сега? Дали тоа е некако нормално и видете, сосем природно? Публиката никогаш не побарала Stairway to Heaven. Публиката никогаш не побарала од Принц да ја напише Purple Rain. Никогаш не побарала од мене, ај напиши ја Сања Лазања. Ние доста ни од рамни ритмови, дај малце нешто будалесто искршено нека биде. Мораш да го направиш и да им го дадеш. Па ако не прифати, не прифати. Од тоа некојаш ќе прифати. Не е нашата работа да тераме кефови на публиката. Што публиката слуша, тоа ќе правам. Не, публиката слуша тоа што ние уметниците правиме. Па на кого му се допаѓа, на кого не, јас го правам ова затоа што е мој вентил и моја уметност. Сигурно нема Горијан Георгиевски да ме праша каква слика да нацрта. Он ќе ја нацрта, а јас само ќе се заљубам во неа или не. Моето мислење е тоа, дека се менува зависно од мајнсетот и слободата на авторите. Ако им ја дадеш слободата на авторите и достојната почит и простор, кај што они слободно ќе работат, она што е во нив, наместо да прават она што некој сака друг, ако идеш по кејфот на детето, нонстоп ќе идеш и во хамбургери ќе му купуваш, нели? Меѓутоа, не треба така. Така да и ние, јас покушавам да не им давам стално фастфуд на публиката и преку топ листата, туку ете малце. А е важно да си ја цениме македонската музика, македонската поп сцена. Па да, мора да се цени и сепак покушавам да не биде македонската музика оние книги што се до каса изложени во маркет. Бидејќи убава книга нема да најдеш до каса во маркет, мора малце да копаш подлабоко. Скриените работи се, најубавите работи се скриени и мора да трагаш по нив. Мора да копаш за дијамант, мора да копаш за злато. Не се на дофат. А може да се каже дека денеска музичките стилови се менуваат, но има и доста песни кои што за жал траат и по 2 минути максимум, или па едни песни на други личат, па имаме инстант изведувачи кои што денеска ги има, утре ги нема, за разлика и од уметници од ваш калибар, како што кои остануваат сите овие години, па на врвот може да се каже. Јас сум траењето на песната и порано цел рок-н-рол биле максимум 2 минути или панк песните пак биле 2 минути. Концептите се кратки, нема зошто да трае толку многу. Исто па не е во рети кога претераа со рок-опери,
нели, па 20 минути песна слушаш и се што се претерува не е во ред, и затоа што станува преумислено, преарогантно, и кога преде таа ароганција во рок опери, затоа се појавија Sex Pistols и ги срушија сите рок опери. Кога почнаа хеви металците да се облакаат во хеланки и со толкави, нели, перики и шминкани, кога тоа преде више у некоја небулоза, се појавија Нирвана и ги умреа сите. Така е, да. Значи, тоа е циклус, и каде што се почнува со некоја револуција, па се влегува во комфорт зона, се забегува, па пак се прави револуција. Така да, 2 минути песна за мене е окей. Посебно денешниот темпо на живење, не знам кој има време да слуша 4,5 минути песна. Па да, се тоа се вкусови, нели? Зависи каква е песната. Ако е со некој едноставен ритам, да, а и се да си има темпото свој. важи, нели? Ако е балада, не можеш да стигнеш до втор рефрен од 2 минути. се си има свое. Што и недостига на македонската поп сцена за да биде поконкурентна, например, и надвор од границите? Дали јазикот е секогаш што е оне што е пречка или сметате дека нешто друго? Не. Јас сметам дека на македонскава музика, сцена, ништо не и недостасува. Ни јазикот. Значи, ние сите ги разбираме, а сите глумат дека не разбираат. А всушност не разбираат. Секаде каде што, посебно бивши ју републики, нели, секој се збора македонски и не разбираат. Ние сме отворен пазар, ама сите пазари се затворени за нас. Тоа е факт. Меѓутоа е погрешно така да гледаме. Не можеме да очекуваме да Бугарија или Србија да сака да не вика, да не промовира. Проблемот кај нас е што сите телевизии не се проектираат себе си вон границите на Македонија. Ограничени се, нивната визија е таа и таа партија, тука, тие дневни окупации и вести и ништо понатака. Ако може се за без пари, се без инвестиција, без визија. И ниедна телевизија, нека не ми земат за зло сега, правам интервју во телевизија, ама важи за сите, и за најрангираните, да кажам, по гледаност. Ниедна од тие телевизии не е способна да направи звезда вон Македонија. Значи да сака да направи, не може. И он не може ништо да ми направи на мене повеќе од тука, само локално нешто. Бидејќи никој не гледа. Ние Петар Граша го знаеме што си настапува на хрватска телевизија. Си ја гледаме хрватска телевизија затоа што е атрактивна и он станува звезда, доаѓа, прави концерт, си зима парите и чао. Нас ниедна телевизија не ни ја гледаат никаде, ниедна емисија, затоа што не се вложува во ништо. И за да сакаш да идеш надвор, треба да пееш на 5 јазика да снимиш албум, да идеш, не знам, у Ниш на влечење томбола, да се појавиш на утринска у Загреб, да не знам каде, и да го јадеш на крај као Тоше Троевски, да не простиш, да те внесат во еден бубањ, во една машина, каде што треба да си на 100.000 места и една грешка човечка ќе се направи и е фатална. Затоа што кога ќе влезеш во тоа више губиш фокус од себе, едноставно си у воз некој ностоп секаде да стигнеш за да успееш, а за што да успееш? Ние треба да работиме на не субвенции на автори, субвенции во медиумите. Буџет да се даде на медиумите за добри медиумски простори, кај што ќе се инвестира, кај што ќе се прават емисии кои што ќе бидат гледани, понудени во странство со добри уметници и само на тој начин па ќе инволвираме и странци да ни доаѓаат да гостуваат, нели, за да една има стратегија некоја да се направи, да. И само така можеме да се пласираме, затоа што секој сме болji од, ако гледаме уметнички, секој сме болji од околината. Апсолутно. И колку да сакаме, не можеме да се селјаци као другие. И не може кај нас и да помине, Кај нели? нас не проаѓа тоа. Ние сме друга ДНК. Значи македонското у нас не ни дава една таква селјачка естетика да тераме. Има некои што сакаат да копираат, пошто мислат дека тоа им е
излезна карта, нели, виза за некаде, меѓутоа не проаѓа тоа тука. Точно. При крај сме на разговорот и Принц може и да отсвириме нешто, но еве за крај би ве прашала што на што можете нешто за сега скора иднина да ни најавите или сега за сега ти е она што е најактуелно? Па нека биде ти, стварно не знам што би извадил друга, а би сакал да вадам така повремено песни почесто сега, но имам толку многу песни, ама сега да ме прашаш што би извадил, треба да почувствувам нешто, нели тој повик да го осетам, дека тоа е тоа, бидејќи не морам да правам работи кои што не морам да ги правам, и меѓутоа сигурно нешто ќе искочи. Така и вашите интервјуи се многу интересни во вашата емисија, и во улога на водител, навистина музичари каните во вашата емисија, разговарате со нив, така што е секогаш интересно двајца музичари на пример да се слушнат. Види, јас по како беше тоа, силом прилике, сила на случајот, тоа го правам. Тоа го правеше Мија Переска, на Перено Калпкирката, одличен уметник, ја голем фан нејзин. Меѓутоа, она беше зафатена со албумот, спрема албум и така. Ај викам да пробам. И едноставно се поврзав со гостите, пошто ги познавам сите, знам што да го прашам, нели инсайдерски. И не знам. И така спонтано и лесно си се одвива разговор. Да, ја не се гледам никош како водител, апсолутно мислам дека не ме бива за тоа, ама Одлично све оди. Мислам, јас вака како гледач можам да кажам од страна. Доста работи кои што, како што кажавте вие, некои внатрешни работи кои што можеби ние гледачите не ги разбираме за музиката, вие токму тоа и го разговарате. Јас само се трудам луѓе кои што се од сенка малце, значи одлични музичари, да ги презентирам на луѓето, да ги потсетам. Сите ги познаваат, меѓутоа, нели, сепак има луѓе кои што можеби не знаат дека Сецко стои позади, Мугер, Фугер, милиарда бендови, да не набрајам, нели? И кога ќе ги потсетиш луѓето на кој што све направил, нели? Тоа е убаво и за младиве уметници, музичари да видат, лектира малце. И убаво е да постои си уште музичка топ листа, нели? Секој случај, јас секојаш викам успехот на Хитмејкер, прво голема благодарност до TV24, премиерата иде кај вас и многу ни убава соработката, но секојаш викам дека успехот на Хитмејкер ќе биде тогаш кога ќе има клон на Хитмејкер и на другите телевизии, каде што артистот покрај Хитмејкер ќе има уште 5 места каде да отиде на топ листа и целта е песната да добие шанса. Толку, ништо повеќе. Така. Принц, ќе отсвириме нешто? Ајде нешто ќе. Како ќе ви дојде? За крај и многу ви благодарам за гостувањето. Фала и на поканата. Ова ќе онамал. Што да отсвириме. Пошто никој не носи бас по емисија, викам, ај баскет донесам без везе, ќе изнаштракам, ја не сум басиста. Уникатен сте, одлично. Колку да го промовираме и басот као многу битен инструмент во целата музика. Некако го тргаат на страна, као само пратилја. Не, басот е стожер. Ете, да знаеме нешто и ние, вака што ние се разбираме во музика. Ужива во разговорот, секогаш е задоволство да се разговара со вас. Фала ви штеднаш. Фала на вас, чао.
Почитувани гледачи, Александар Ристовски принц, еден, како што спомнав, од најпрепознатливите автори на македонската музичка сцена, беше денеска дел од неделниот микс. Останете заедно со нас, се враќаме за кратко.